И каде нашата екипа денеска ќе оди на гости. Поздрав од прекрасната Битола и ова убава куќа која што ја гледате во позадина на семејството Мицевски. Анета Молик, Анета и Дживи денеска ќе бидат нашите домакини и нашите нови вип надпреварувачи кои што ќе подготват два вкусни специјалитети за вас, кои што ќе не пречекаат, кои што ќе ги отворат своите врати и ќе ја презентираат и ќе ја покажат и докажат уште еднаш својата скромност пред вас, почитувани гледачи. Всушност, како што одминува времето и се повеќе емисии од оваа наша вип сезона од изборот на најдобри рецепти, сваќаме дека сите луѓе кои што земаат учество во оваа наша емисија ги отвораат вратите на својот дом, зошто се всушност успешни. Односно, клучот на нивниот успех лежи во нивната скромност и во хуманоста која што ја имаат во себе. Добро дојдовте во уште едно ново издание. Доста беше од оваа најава, бидејќи е ладно, одиме внатре да се стоплиме, да испиеме кафе, да се поздравиме со нашите гости и да почнеме со она што е наша работа, да подготвиме нови вкусни специјалитети, односно рецепти. Јас ве видов. Добро, знаеме, ние не доаѓаме најавени, како се ви? Добро, дојдовте, супер. Гледам многу коли во дворов, значи дека цела група е. Имаме гужва. А како се ви куќето шарпланињето што не пречека таму надвор? Куќето има едно македонско име, да кажам, не е куќе на животно, туку е, не е име на животно, туку е име на, ете можам да кажам, македонско име, Боне. Боне, не, тоа е битолско. Битолско име, да, морам да кажам како се вика, бидејќи ме прашаете сега. Јас слушам одето одгоре гласови, очигледно не ти е лесно, се толку мажи во животот со кој што работиш. Јас не сум учена во женско друштво, ми машко сум, ајде да не стоиме. Вие сте во вашиот нов дом, тука сте само 2 години, баш кој било што денеска ќе бидеме ваши гости. Ајде одиме внатре и да нели се почнеме со овоето дружење за денеска. И од врата се дојдовме прво во дневна, како што е редот. Да, за прием, кажа. Да си се поздравиме во дневно одделение за прием, а потоа ќе преминеме во кајнането, уште еднаш добре ни дојде во нашата емисија. И вие добре ни дојдовте дома. На домот. Да. Како си денеска? Одлично расположена, возбудена затоа што ве чекав вие да дојдете, спремна за готвење, за убав муабет, за да запееме малку и ако треба, а без тоа нема да помине нормално денот, така да одлично се чувствувам. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас, морам да кажам дека на 27 нам беше, тргнувате на турнеја во Америка? Да, Америка. А сепак, иако се ближи датумот, сигурно и се подготвувате полека, успеевте еден ден, бидејќи емисијава си бара посветеност, нели, да го одвоите за нас, пред се за нашите гледачи, морав тоа да го кажам. Куферите се спремни затоа што дојдовме пред некој време од Австралија, само да ги извадиме летните работи, да ги префрлиме зимните и заминуваме. Така да немаме нешто многу за спремање, сето тоа е веќе рутина, се навикнавме, научени сме на тоа патување, нон-стоп патуваме, така да немаме некоја посебни подготовки или некој проблем со тоа. Добро, да, нон-стоп сте на патишта. Колку време ќе бидете во Америка на оваа турне? 1 месец и неколку дена, и 10 дена, така ми се чини. Ќе бидеме за новогодишните празници таму, во Њу Џерзи поточно. Потоа имаме уште неколку концерти до крајот на нашата турнеја во тука околните градови. Значи, за сето тоа има реклама на Facebook, се знае каде ќе бидеме, што ќе бидеме, така да спремни сме. Диаспората, значи, слуша македонска музика, македонска музика, убаво се поминувате таму, каде да одите, на кое место, не само во Америка? Каде да одиме сме топло пречекани од нашите македонци таму, кои се, некои се, значи, одамна отидени таму, некои се пресни, да кажам по-битолски, одлично сме пречекани, македонската музика се слуша, концертите се секогаш полни и
Нормално секогаш се жедни за нешто ново да им послужиме, а ние секогаш одиме со нов албум, со нови песни и тоа е тоа. Така, да не се заборавиме, вие сте на некој начин амбасадори на тоа што се работи тука и што се слуша. Кога сме кај нашите диаспората, морам да кажам дека редовно кога имаме гласање за емисијава, нема еден четврток да не се јават барем 5-6 гледачи од Германија, од Франција, од не знам, од секаде сме имали јавување, така да си ги поздравиме сега и тие што очекуваат. Да, поздрав до сите наши македонци каде и да се. И на сите ви посакувам среќни новогодишни празници и само здравје и љубов, среќа, тоа е најважно. А најважно е да видиме и денеска што убаво македонско ќе ни подготви нашата Анета, односно тука од Македонија, од Битола, два специјалитети ќе готвиме. Два специјалитети, главно јадење и десерт. Па да преминеме во кујна. Може да. Джими сме на балкон, не одиме во кујна. Да, тоа е спрема скарата која што е нормално не е за јадење за донирање, тоа ќе се биде за нас приватно. Да се почастиме. Запат од Скопје, Битола, изморен. Треба да ве испратиме гладни нормално. Добри домаќини. На гости сме ке добри домаќини, морам само ова да го покажам на мој инсистирање, може така? Може сега. Пури, чеки сега како се, вака пише. Дали имате ваши пури брендирани? Да, овие ни се подарок од еден наш роднина, поточно на Джими. Брачет се вика Кочо, кој е во Канада. И овие ни се подарок кога бевме минатиот пат во Канада, ги направи специјално за нас. Интересно нешто? Да. Иако ние не пушиме, нека ги да го споменили кога доаѓаат така гости. Да, ова е за гости и за успомен. Така, одиме во кујна да готвиме, ако е подготвено таму се и да видиме како ќе ни се снајдеш во кујна, може? Готово, спремни сме. Ајде. И време е сега да се засолниме во местото од куќата каде што треба да го направиме денешниот специјалитет, тоа е кујната. Анета, мене ми е мило што прв пат, барем откако ве знам и откако работам по медиуме, ќе те видам во кујна вака, во домашен амбиент. Така, добро. Знам да бидам почесто во кујната, не зборувам за телевизија. Така, за телевизија. Види се, гледа, јас кога дојдов и скоментирав, кујнава е убава како студио, а што во една куќа има убава кујна, значи дека дамата готви. Но и ние Джими го видовме надвор како нешто експериментира да направи интересно. Се труди, ми помага. Добро, меѓутоа кујната е специјално за мене. Да, и го кажа тоа и твојот сопруг, ќе одиме ние малку и надвор подосна, а сега тука ќе почнеме да готвиме. Морам да повторам дека ми е чест што сме гости во вашиот дом. Исто и мене. Бидејќи 2 години сте тука заселени, добре најдовме и прва телевизиска екипа што влегува вака дома или не? Па имавме една телевизиска екипа од тука од Битола, меѓутоа тоа беше една така обична емисија, една обична интервју, ова вака со готвење први сте. Да. Сега нека слушаат и нека учат дел од нашите луѓе кои што не сакаат да ги отворат вратите на својот дом, како нашите големи музичари тоа го прават со задоволство. Не случајно ве прашав тоа и кога слушнав и дека не сме прва екипа, тоа што повеќе ме радува. Колку сте поблиску до гледачите, толку и кариерата нормално. Така. Сакаме да бидеме природни, да видиме како што сме нормално природни, необични и ние сме необични луѓе. Така да вратите на нашата куќа се секогаш отворени како за медиумите, така за сите наши пријатели што не сакаат, што не почитуваат и така. И така. А сега денеска ќе те видиме во едно малку поинакво светло, ќе запееме ние малку подосна се нормално. Да сте во... Тоа секогаш кога си готвам, си пеам така да ова ќе биде исто како еден обичен мој ден. Ама и музичкото оружје ни е спремно во дневна, така да нема да станеме и без инструменти. Кажеме што ќе готвиме денеска. Ќе готвиме, значи, како главно јадење канелони. Еве ги, да. Ќе кажем, значи, што е потребно за нив. Канелони, едно јајце, кромит, една главица, печурки, мелено месо нормално, презла, масло и зачин, а десертот ќе биде едно убаво трилече.
И десертки има? Да. Машала. Па без благо не го бива. Баш да видам јас која е тајната за трилече, секогаш мислам, многу сакам да го јадам, но мислам дека е многу комплицирано за да се погоди вистинското. Ке имаш голема одговорност. Не е многу комплицирано. Знаеш зашто? Затоа што многу често го готвам. Така. Го правам најповеќе за мојот колега Јовица. Морам да го спомнам. Дигна рака најмладиот, така? Па пејачот, значи мојата десна рака да кажам. Најповеќе го правам за него, за моите најблиски, за мојата внука од мојот брат. Така да често го правам и мислам дека не е многу тешко.